Елена 14, корисничко име, прашува дали и колку се здрави овошните јогурти. Елена, се зависи од како се направени тие овошни јогурти. Ако зборуваме за домашен рецепт на овошен јогурт, кај што ќе си земеш стандарден јогурт и во блендер ќе ставиш некое парче овоше и ќе си го направиш така, тогаш имаш комплетно зелено светло, тоа е најдобрата можна опција на овошен јогурт. Доколку зборуваме за овошни јогурти од рафтови, би ми требало да ми кажеш малку повеќе за можеби брендот, за составот на тој овошен јогурт, но на општа формула според која што можеш да ги класифицираш продуктите на здрави и нездрави е многу едноставна, а тоа е да гледаш колку има шекер во 100 грама продукт. И доколку на твојот овошен јогурт позади на 100 грама имаш повеќе од 20 грама на шекер, тогаш да знаеш дека тој продукт не е баш во класата на здрава храна, така речено. И се разбира, некогаш и доколку и шекерот е во границите на дозволеното, не значи дека состојките кои што се користат за овошниот јогурт се најдобри. Јас за баш поради оваа прилика и проблематика, на мојот Инстаграм профил почнав една рубрика и кампања која што ја крстив Wall of Shame или Wall of Fame, и еве конкретно можеш и да ми дадеш бренд и продукт за кој што точно ќе ти кажам дали треба да го рачунаш како здрава храна или не е здрава храна. Дури имаш и на мојот Инстаграм профил во highlights ќе ги видиш Wall of Fame и Wall of Shame, кај што различни продукти кои што ни се маркетираат и ни се пласираат како на рафтовите за здрава храна воопшто не се здрави, и затоа сакав таа конфузија и бунило кај луѓето затоа што нешто е во здрава храна рафтот, да ја расчистам и да им помогнам да станат свесни дека не секогаш етикетата на healthy product или fit или фитнес или спорт значи дека и внатре во суштината е здрав продуктот. Така да овошните јогурти дома приготвени се апсолутно добри, купечките сигурно има добри јогурти, но пак ќе ти речам, види дали има повеќе од 20 грама на шекер, и доколку нема, ако сакаш дополнително да се осигураш, прати ми слика од етикетата да го прочитам составот и ќе ти кажам дефинитивно за каков продукт се работи.